успеав да во разговор и вака да проверам, значи немавме отидено во една таква контрола. Пак ќе ви напоменам, значи ние мораме да имаме законска рамка, ние мораме да знаеме во која насока ќе се движиме, што ќе гледаме кога ќе отидеме во оперативно-техничката агенција. Не може само вие да дојдете и да кажете јас дојдов и дајте сега да проверам. Значи вие имате право кога ќе влезете да влезете каде што е радиостаницата, да ставите слушалки, вие лично да слушате. Имате право да им извршите увид во електронски регистар, да ги прочитате логовите. Значи, сето тоа е операција која што ние како суди не може да ја познаваме. Тоа не е наш домен на постапување. Немате таков предмет на Академија за суди и обвинители да се зафркаваме малку. Ви треба веројатно техничка помош од експерт. Но затоа е предвидено, значи, технички советник. Токму ова е причината дека сите ние треба да се заложиме, да ги вложиме сите наши сили и напори да ја спроведеме контролата. Затоа што кога знаете како, кога ќе знаете дека имате некој што ќе ве контролира, секој малку ќе се подзамисли во своето постапување. Повеќе пати во оваа емисија сме го споменувале тоа дека просто е неверојатно дека држава која што помина низ еден таков процес, не дека не проба да ги менува работите, еве на планот на безбедносно-разузнавачкиот сектор се повлечени некакви чекори, еве гледаме дека и во судството работите се движат напред, но дека еве да речеме надзорот не функционира, нема ефективен надзор, контролата е овозможена, но не е операционализирана до крај, така што држава која што помина низ толку голем скандал сега некако како многу бавно да ги движи работите напред за да осигура дека во иднина нема да и се случува тоа. За жал, реалноста е таја, нели вчера и низ медиумите провеа веста дека се констатирани оставките на дел од членовите на кои што го чинеа граѓанскиот надзор. Сето тоа е еден можеби лош сигнал за состојбата во оваа сфера, меѓутоа тоа не значи дека треба да се откажеме, има законска платформа таквата контрола и надзор да обстои. Треба што побрзо да се рефрешира тој состав. Да ви помогна малку, дали како поединци, еве вие лично, бидејќи сепак имате еден дел од одговорноста, да речеме, чувствувате таква одговорност и правите нешто во насока за да се подобри перцепцијата. Сега зборуваме генерално за судството, за областа во која што сте вие. Нашето поле на делување е нашето судско постапување и одлучување. Ние тука во секој поединечен предмет се обидуваме да ги имплементираме оние стандарди кои што и претходно ги напоменав. Меѓутоа, и тоа не е малку значајно, напротив, тука всушност ние можеме најдобро и најсилно да придонесеме кон подобрување на состојбите со едно навистина сериозно ценење дали во одреден случај против одредено лице треба да се определи посебна истражна мерка.